Храната за еден месец поскапела помалку од 1%, но се зголемиле транспортните услуги кои ќе влијаат во крајните бројки за инфлацијата, покажале владините анализи во пресрет на утрешното објавување на податоците за трошоците на живот од страна на статистика. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека иако како влада немаат голем простор за мерки во делот на храната, доколку има потреба ќе интервенираат преку данокот на додадена вредност. Очекува стабилизација и на инфлацијата и на војната на Блискиот Исток во периодот кој следи. Бројките кои што ги добиваме за цените на храната на месечно ниво, април визави март, се негде под 1% зголемени, под 1%. Најмногу се зголемени транспортните услуги, тука се мисли на нискобуџетните авиопревозници, картите, и секако тие ќе влијаат во крајната цена односно во крајниот износ на инфлацијата за април, која што очекувам да излезе денојуве. Гледам зголемена инфлација и во еврозоната. Во Бугарија веќе е над 6%, Хрватска се движи околу 6%, Грција околу 5%, така што нема како ние да останеме имуни на ова. Одговарајќи на новинарско прашање на настанот посветен на официјалниот почеток на тргувањето на пазарот на тековниот ден, Мицкоски уверува дека нема да има ниту вонредни корекции во цената на струјата која плаќаат македонските граѓани, која вели е најниска во регионот и пошироко. До сега откако оваа влада нема зголемување на цената и нема таква опасност. Граѓаните да бидат спокојни, имаат едно од најефтините, а можеби најефтина цена на електричната енергија во регионот и во Европа. Во однос на цените на нафтините деривати од владата остануваат на ставот дека македонските граѓани точат горива по најниски цени и засега нема да има нови мерки, освен важичките, намалената акциза за бензините и дизелот и ДДВ-то од 10% само за бензините.